Вкупно 11 лица биле повикани на распит за случајот со барање мито при посвојување на дете, кој беше отворен под допрен глас откако скопјанката Кристина Кузманова јавно посочи име на службеничка за која тврди дека и побарала пари во кеш за да го добие финалниот подпис. Обвинителството информира дека дошло до сериозни податоци и дека постапувањето на јавниот обвинител ќе продолжи во континуитет, се до целосно утврдување на фактите и донесување на јавна обвинителска одлука. По повеќе месечното интензивно постапување во предметот и прибирање на материјалните и вербални докази, како и нивно разгледување и анализа, надлежниот обвинител цени дека во моментов не се создадени услови за финално донесување на јавна обвинителска одлука, но поради сериозноста на податоците до кои дојде јавниот обвинител, има потреба од натамошно проучување и испитување на сомнежите за евентуално сторено кривично дело и утврдување на евентуална кривична одговорност на сторителите. Кузманова во нашата камера раскажуваше за голготата низ која поминала за да посвои дете. Таа знаела дека треба да се плати, но мислела дека договорените 2000 евра треба да ги уплати на шалтер како што првично било договорено. Но кога поминал адаптивниот период и требало да се даде сумата, и кажале да ги остави во кеш. Кузманова побарала доказ дека уплаќа пари, а со тоа барање била исфрлена од Министерството за труд и социјала. Потоа незината мајка експресно била сместена во геронтолошкиот завод, каде набрзо починала, со изговор дека е неподобна за детето. Само неколку денови подоцна, детето й било одземено, а таа осудено условно за семејно насилство. Во судски случај, проследен со низа контроверзии. Обвинителството ја истражува и врската помеѓу сите споменати институции. Обвинителството ја прибра и релевантната документација од Министерството за труд и социјална политика и од јавната здравствена установа Геронтолошкиот завод 13 ноември Скопје. Беа сослушани 11 лица во својство на сведоци. Меѓу повиканите беа и представници на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Скопје, Геронтолошкиот завод, поранешен министер за труд и социјална политика, како и вработена од детска градинка во која престојувало детето. Како што претходно објави 1 ТВ, поранешниот министер кој бил на распите Спиро Ристовски, во чие време се случил настанот, и додека јавното обвинителство ја истражува јавната тајна, дека се бараат пари за да се посвои дете, службеничката од Министерството која беше директно посочена дека бара пари, поднела тужба за клевета против Кристина Кузманова. Во прилог на тужбата доставила и медицински наод, според кој има психолошки последици од обвинувањата упатени кон неа, и бара од Кузманова одштета во висина од 300.000 денари. Кузманова на ова гледа како уште еден обид за заплашување.